Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. И гледате дека студиово ми е поубаво од вообичаеното. Тука се моите две гостинки во емисијава, Илинка Тодорова и Виолета Митровска од организацијата Вешта жена. Се разбира овај разговор со повод, а поводот е манифестацијата Вешта жена која и годинава ќе се одржи во Струмица. Најпрвин добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Добар ден и на вас. Ми стоите расположени, значи ли тоа дека организацијата, нештата веќе се движат во позитивна насока? Да, значи веќе сме комплетирани, што викаме во целата организација тече како што треба. И тоа е нашето расположение дека веќе имаме надпреварувачки, што е најважно. Значи, на секој надпревар, најважно ни се надпреварувачки. Апсолутно. Да, а после гостите. Оти не можеме да избиреме Вешта жена ако нема кандидатки, така ли? Да. Добро. Задоволни сме од одзивот на пријавените. Бројот не е ограничен, значи тие што се мислат дали да се пријават, значи се уште има време, може да се пријават, па тоа е една покана за нив. Ајде малку технички податоци, кога ќе се одржи, Виолета, овогодинешното издание на Вешта жена за Струмица? Па со организацијата на ниво на цела Македонија, ние веќе однапред ги знаеме термините, значи во кои градови, кој период ќе се одржува ова манифестација, така да ние сме секогаш загарантирани тука некаде февруари или последната недела од февруари, за да можеме нели да имаме карневалите нели ни се после. Така, 8-9 и за да можеме да не се соединеме заедно со некои други манифестации, така да 24 февруар недела се паѓа негде од 17 часот во ресторан Шалом. Опа, значи, оваа година малку сме на повисоко ниво. Нешта се менуваат, јас колку што го паметам изборот на Вешта жена за Струмица, тој се одржувал на повеќе локации. Кажи, речи сите. На скоро сите во Струмица. Да. И тоа е добро, нели, заради посетителите, за да не биде исто, за да биде различно, за да биде интересно. Па да ги задоволиме сите вкусови. Например, кога бараме нешто поскромно, поедноставно, значи сепак нели треба и самиот амбиент да се совпаѓа со потребите на и критериумите нели на маси да се наредат, па да има простор за играње, да има простор да се движе комисијата, значи при оценување. Меѓутоа, нели, и да го запазиме и овој музички дел што е оваа година ќе не забавуват Гала бенд, па се надевам оти малце исто. Гала бенд со Томе Лазаров, така ли? Ќе биде интересно, јас гарантирам дека ќе биде така. Добро. Од година во година Вешта жена како да привлекува се поголемо внимание или им станан во навика на струмичанки да бидат дел од оваа манифестација. Веќе многу години се чинам дека се одржува оваа манифестација, можеби 15 години. И повеќе, 20 години. Да, 18 години мислам гарантирам и јас сум веќе 15 години во Вешта жена. Па и пред мене, што значи дека 20 години. Сега мене ме разочароваш, бидејќи јас ги водев првите манифестации избор на Вешта жена во Струмица и кога ми велиш пред 20 години, ми велиш многу си стар. Не поискусни веќе со годините, да. Добро. Навистина е убаво да се биде дел од оваа манифестација. Има ли влезници, каде може да се набават влезниците? Да, влезници имаме. 450 денари се картите, кај нас... Пристојна сума? Да. Кај сите од Вештите жени, значи картите може да ги подигнат, па и сите веќе имаме фејсбуци, страници, значи што комуникација има, но тие што немат, значи може, ете и броеви ќе ги кажеме, за комуникација да се јават, има жени што сакат, што не се нели наши пријатели на фејсбук, па еве, после ќе ги кажеме броевите што може да се јават за карти. Така, добро. Значи побрајте ги најдобро на Facebook, Вики. Од пријателка, може да ги има, и тоа е постојат, значи
как да кажем, клиенти или наши фанови, кои што со душа чекат кој ќе биде вешта жена, што тие веќе знаат од прилика и сами прашуват или ај са вешта жена кога ќе се одржува. Каде мислам дека тие жени исто и доста информират за оние кои што не знаат, нели, со интернет, кои што не можат да комуницират. Меѓутоа ние имаме страна, Facebook страна, вешта жена Струмица. Обично администратори сме ние, повеќе јас ја баратам, така да сите информации ги ставаме таму. Колку пријателки има, ако не е тајна? Има доста, да. Има доста, не сум ги избројала, ама гледам оти нон-стоп некој ја лајкнува. Значи, сите се жени? Или има и мажи? Да ти кажам, не сум приметила за мажи. Еве, гледаш, баш ќе проверам. Знам дека вешта жена е манифестација на која бидејќи јас сум ја водел оваа манифестација и во Струмица, и во Гевгелија, и во Берово, и во Битола, и финалето неколку години во Тетово и така натаму заедно со мојата драга колешка Ирена Спировска, и знам дека единствените мажи на таа манифестација сум јас. Фотографите. Тогаш и во почетокот немаше фотографи, беше да кажеме Бог да го прости Гоце Арнаудов и групата и групата и келнерите, тоа се мажите, се друго е. И сега. Така, и сега е така, нели? Исто е, да. Добро. Ајде да ми кажете колку кандидатки сега за сега се имаат пријавено во надпреварувачкиот дел на вешта жена? Сега имаме 4 надпреварувачки. 4? Да. Сосема доволно е што се однесува до мене? Да. Имало такви години кога само 4 надпреварувачки имало? Ова година немаме гран-при. Знаеш, заради тоа е тоа. Од оправдани причини не можат, значи, да присуствуват. Ама немаме жени, значи тие се во пауза. Што се рангирани. Така. Оти си има пропозиции за таа работа, како беше тоа? 3 години имат пауза. Да. Па после, значи до година веќе има жени што веќе може да учествуваат во гран. Значи мора 3 години да учествуваат во надпреварувачкиот дел на вешта жена, па прават пауза, па потоа се надпреваруваат за гран-при. Па тие се критериумите некои створени како правилник за да не се вртат се исти па исти. Значи ние веќе ако извртаме еден круг, паузираме па да дадеме шанса на други. Мада шансите што ги даваме, не знам колку се максимално искористени, некако не дека се презасити ова, дали самите медиуми, самите луѓето по интернет, нели, гледат, спремат, некако се изгуби интересот, нели, да видиме што ќе се приготва на таа маса. Како интерес, нели, порано да видат кој как сервира. Сега по интернет всичко има и како немат желба да дојдат некако. Јас това така го смислувам, нели? Или едноставно или едноставно на никој не му е дојдено да си има обврски, некако, не знам, мислам дека треба некоја поголема сила или напор за да можеме да ги убедиме да се надпреваруват. За тоа повеќе сакам да зборам, значи некако како храброст ли им треба или едноставно не ги интересира тие работи. Јас само сакам едно да напоменам, значи нека ми извине да си го чуваше зборот. Секогаш, значи, кога јас, еве еден пример, нели, кога јас требаше да се надпреварувам, значи ни на крај памет не ми текнуваше да одам од туристички работник и што викат по струмички рашетарка, нели, да бидам во вешта жена. Дури првата година кога се надпреварував, многу од жените, значи, ми се обрати, шо ти тука? Значи, ми треба, значи, овој пример сакам да го искористам, значи не треба некоја екстра подготовка или некои екстра знаења или некоја професионалност во спремање и креирање на маса и на торта, туку едноставно желба. Дали некој од жените некој да каже, чекай да видам јас да се испробам дали можам да направам, нели? Ние сме тука да ги поддржаме, значи не сум јас професионална торти што правам, нели, или да кажеме секој ден да се занимавам со това. Ама еве желбата да учествувам некако, ќе пробам, знаеш. Интересна провокација, нели? Значи потенцијалот за креативност и сакањето, нели, да учествуваат во вешта жена ни
ќе го увидиме тоа. Не мора да биде професионално направена торта, нека биде и искривена, нека биде, нели, ама идејата да се запазе, нели, креативноста, исто това как дојдеш да пееш на, как беше тие што ги бира, нели, има талент, има как се вика, трема, па не може, па фалшире, нели, ама ти гледаш ако има. На крајот на краиштата и јас барем така сметам, воопшто не е важно. Да биде и кој е победник и каква ќе биде масата, не може. Па да, и тоа сакам да го кажам. Идеално, најважно е дружењето. Ето, да, тоа е она што ни недостасува во едно вакво време во кое сите живееме, во кое валку сите сме помалку депримирани од разни причини. Времето е турбулентно, меѓутоа мора да наоѓеме време за себе, да си направиме нешто што ќе ни направи задоволство, нели? Да се биде дел од Вешта жена, без разлика дали си надпреварувач или си дел од публиката, тоа е убава работа. Не е битно, битно е да се дружиме, да запознаваме повеќе луѓе. Значи ние одеме на републичкиот надпревар во Тетово, прекрасно, од цела Македонија, од сите градови, па се дружиме, па заедно, па утрината во манастирот дека што преспиваме дорчук, имаме па кафе, па се смееме, па кој кажува шали, кој запее, кој нешто каже, некој вид. Вешта жена е повеќе слојна манифестација, има повеќе задоволства, тоа може би го знаат, може би не го знаат. Илинка, да се подсетиме кога ти прв пат учествуваш на Вешта жена? Јас пред 13 години. Пред 13 години. Охо, и како поминаа вака? Да. И како што кажа и Вили, знаеш, кога ме побара Магде за да учествувам, викам, не знам, не сум спремна. Вика, как не си спремна веќе? Викам, па не знам. Ама тремата постои дали си спремен или не, колку знаеш и не знаеш, првата година тоа е многу за сите, значи тремата владее секаде. Но сакам да кажам дека годините се изменија, дека ние имаме многу помош. Значи, и сега новите учеснички, значи, секоја учесничка има ментор. Значи, жените што се во пауза, значи, тие се менторки на жените што се нови. Значи, имаат помош. Имаат многу помош. Значи, до се голема подршка од сите. Значи, тоа е едно големо дружење, значи ако треба имаме често состаноци да видиме до кај се, на која жена што треба, значи тука сме заедно. Значи секоја маса заеднички ја спремаме со помош од сите ние што сме учесници. Така да да ги успокоиме оние кои можеби се во некаква дилема дали да се пријават или не. Интересно е тоа што јас колку што паметам, значи 20 години колку што велиш ти Илинка, е дека отприлика сите земаат по некаква награда, по некакво признање, бидејќи таму се доделуваат награди во повеќе категории. Не знам, вкус на главно јадење, па изглед на торта, на десерт, не знам, секоја учесничка добива награда. Така е. Да, и што е најважно, на завршените 3 години, она добива пехар. Така, супер. А тоа е голема работа да се има дома пехар во некоја витрина и тоа е убав спомен од една убава манифестација. Да. На кој секој се сеќава долги години до крајот на животот, како и секоја година, така и годинава. Почитувани гледачи, победничката на изборот на Вешта жена за Струмица ќе оди на финалниот надпревар, што се одржава во мај во Тетово, во хотелот Македонија. Не, сега сме во Лешки. Беше. Да, годините беше. Така. Сега во Лешки манастир, Така. Добро, што вие очекувате? Ајде, Вики, да ја прашаме, кога прв пат беше на Вешта жена? Јас сум веќе во пауза, пошто 3 години направив, нели, од кога учествував. Значи 2 години, 3, пред 5 години. Пред 5 години? Пат, 2 дена пред манифестацијата, тетка Магдалена, ајде вика да дојдеш, знаеш. И викам, как, шо, јас не ме бива, викам, толку за торти са, јас им... Не бе, шо, вика, ајде, и јас измислам винтач, тогајска многу ми беше преокупација. Купувам шо треба, правам и звонам, викам, јас не идам. Абе, зашо не идеш? Абе, не можем да ги направам, викам, ружите. Ми се лепат, залепи им се за маста. Как бе не можеш да ги направиш ружите? Неке, купих фондант, всичко се. Саки да на такси, ја тига тетка Магдалена.
И гледаме, и се смее, и аз така я гледам, викам, сега шо? Па как сакаш, вика, да се правят кога не е сторила прах шекер, викам, трябва да ги работиш со прах шекер. Тоа и аз го знам да викам. А јас мажам, залепи ми се сите такво. И значи, за тоа што спомна Илинка, значи тука се менторките, во сите работи, во сите изработки има што викат, има финта. Значи, кога ќе ти го кажат, ќе кажеш, па и јас можам, колку било лесно. И ка си фанах, си ги направих ружичките и така. Одлично, убави спомени и некако ве влече повторно да бидете дел, без разлика дали сте во организација или сте учеснички и така натаму. Па да, јас си замах и прва награда. Вие сте доказ дека Вешта жена е успешна манифестација, дека е задоволство да се биде дел од оваа манифестација. Пред се, знаеш, сите ми се, можем да кажем дека сите се пријателки што доаѓаат да ја посетат манифестацијата. Со години има личности што ги гледаме со години, значи со години, и они кога ќе дојде февруари веќе звонат. Илинка, ајде кога ќе е февруари, кога ќе е манифестацијата. Викаме, знаеш, нешто проблем немаме жени. Ма не смеете да ја прекинете. Ние со душија чекаме февруари да дојде за Вешта жена. Затоа ние ти ги повикуваме, значи сакаме да има и многу млади, пред се повеќе не викам да е ограничена возраста. Мене тоа ми се допаѓа. На Вешта жена имало спој на различни генерации. И многу млади, и возрастни, и тоа не е пречка да се дружат, значи, тука не е ограничена возраста на жените што сакаат да учествуваат, значи тука немаме ние до година, да кажеме, до толку години, него секоја жена може да учествува во Вешта жена. Тоа ме воодушевува. Значи, сум бил на многу вакви манифестации Вешта жена, како што веќе реков, широм Македонија и секогаш е многу убаво, секогаш расположението е на високо ниво. Можете да замислите, почитувани гледачи, како е кога само жени се веселат, а тоа е џумбус невиден. Така ли? Да. Следната етно Вешта жена. Ако им се поголи музиката, е ептен. Да. Добро. Јас сум сигурен дека така ќе биде и овој пат. Уште еднаш да го повториме датумот, 24 февруари, недела, 17 часот, Шалом. Почитувани гледачи, побарајте ги овие убави дами, побарајте им влезници, само 450 денари и уживајте во овогодинешното издание на Вешта жена, а како што веќе рековме, се уште има мегдан да се пријавите и да бидете дел од надпреварувачкиот дел на оваа манифестација. Повторно ќе ви дојде Снежана Стојановска, Жана од тето, главниот иницијатор за оваа манифестација, всушност таа е измисли таа манифестација. На Вешта жена. Но ајде да ги запознаеме гледачите дека Вешта жена не е тоа што се случува во Струмица, не е тоа што се случува во Тето, туку има и некакви други активности, има многу патувања. Да, можем да кажем дека гордо сум што сум дел од Вешта жена и што многу веќе прошетавме, многу држави веќе ги имаме прошетано. Сега во март има екскурзија што ќе биде од 13, 5 дена значи до 18 ќе биде Швајцарија ова година. И така да, значи летото Кушадаси ќе биде екскурзијата, Кушадаси тоа е во јуни. Во мај кога завршува главната манифестација, после при крајот на мај е етно Вешта жена. Лани не бевме, значи таму се крши погачка и во кој град ќе се падне паричката. И она е организатор, значи одбират манастир. Порано беше само беше во Лешок. Да. Беше во Куманово, ако не се лажам. Беше во Куманово и после почна како хуманитарни се одржува, значи дали за некој манастир што треба, значи повеќе во манастири се одржуваат. Значи тие што веќе биле домаќини на етно, тие веќе не се учеснички во кршенето на паричката, во погачката. Значи кругот се стеснува, така Струмица веќе уште 5 града сме. А Струмица е во тие 5. Во тие 5. Во наредните 5 години сигурно ќе бидат. Тоа што, значи тогаш е, значи од ниво на цела Македонија автобуси, гости, значи тоа е стварно голема. Ајде да се подсетиме, каде се досега во овие изминати, колку што ти паметиш, 13 години,
вештите жени учесничките биле на патувања, бидејќи вешта жена организира екскурзии разни. И јас знам дека ја посетивте половина Европа, така? Па да. Каде се? Значи Хрватска сите Вики е острови. помлада во тој Да, однос? Хрватска сите острови, значи Италија бевме, Швајцарија, Германија, Франција, Шпанија, Романија, јас не бев, Да, и Романија, и Романија. Турција, Така, Грција. За Грција Малта. веќе Така. За Малта бевме. Малта, Холандија. Да, преку моја организација беше Малта. Ајде. Да. И како си поминавте? Многу убаво. Многу. Многу. Одлично, ете тоа е тоа, почитувани гледачи, еве каква манифестација е вештата жена. Се надам дека ова година ќе имате уште едно успешно издание, повик до сите заинтересирани, нека повелат на 26 четврти. Четврти. Картите, февруари. само тоа, извини, да нагласиме, значи картите се продават до четврток, следниот четврток, затоа што веќе ние Мора да мора знаат да, во што. значи после веќе не можеме да продаваме карти. Значи сепак ги покануваме понавреме да се подигнат картите. Значи бројот е ограничен и после, значи до четврток ние веќе мора да се најавиме во Ресторанот, да, за да нема после дополнителни, па маси, па броме една бројка, па они у 5 до 12 се пријавуваат цели друштва и Добро, такви сме настанува, ние. значи настанува проблем, а после ваквиот пропуст на нас го забележуваат. Присуствувам на такви да. нешто, кога е Секогаш има, да. кога е полна Стварно цела не е сала и да. се нема место кај да се седне, да. а некој има влезници и до така 12, натаму. ништо не Да. се прави. Така, добро. Епа, мои дами, ви посакувам успешно издание на Вешта жена, Фала, ви благодарам фала. што бевте гостинки, се надам дека ќе имаме уште многу вакви прилики да си помуабетиме. Да. Се најубаво и се надевам после Вешта жена ќе ни дојдете пак може со надпреварување, со победничката. победничката да Да, поразговараме повторно. Ви благодарам. Фала и на вас на Благодараме. поканата. Почитувани гледачи, одиме со една музичка numera, потоа и со мојот следен гостин.